да го разгледаме модулот за креирање и книжење на патни налози и сметки. За да го активирате модулот, треба да имате нова верзија, поставености, оператори и за операторот да селектирате патни сметки. Втора работа, би пожелно е во табели деловни единици да имате барем една деловна единица. Патните сметки се наоѓаат најдолу. Значи за смики ќе правиме за 2020 ќе правиме патна сметка. Кликнуваме долу, се отвара екранот за патни сметки. Во десната страна е креирање на патен налог за деловно патување во земјата, а во левата страна е пресметката на патниот налог, односно патна сметка. Патниот налог можеме да го креираме неповрзано, рачно, а може да биде и најдобро да биде и припремен и за книжење. Како се прави? Треба секако може промени и кликнуваме нов. Број 1. Дата денешна. Понатаму имаме полиња кои можеме рачно да ги пополнуваме без проблеми, или ако сакаме понатаму да имаме книжење во финансии, подобро е да користиме повикување на лица од табелата за фирми. Исто како за ЕПДД треба да биде означено дека физичко лице да има сите црвени полиња во табели фирми да бидат активирани. Значи во табели фирми општина, даночен број, жиросметка и физичко лице треба да биде означено. Значи можеме еве рачно прво без никакво поврзување. Еве кирилица Сашко Јосифовски, работно место програмер, место кој патува Велес, задача посета на клиенти, возило КО 0075 АБ Ауди и така натаму. Дата на враќање денешна. Автоматски од лева страна се ги има датум на поаѓање и дата на враќање со 8 и 16. И ќе кликнеме печати. Значи, со ова добиваме патен налог, пополнет за да го имаме за окола. Ако сакаме, можеме да ставиме и печат. Ако не е дефинирано како кај фактурите, по табели клиенти можеме да ставиме файл за врска со печат и ќе го имаме со печат. Значи да ја поднаставиме работата за користење. Да избришеме ова патна сметка, поставености, дозволена манипулација, прашалникот, листа на сите патни сметки, на стрелчето, Ctrl Delete, позната работа. Ќе правиме културна патна сметка поврзана со вработени. Кликнуваме нов и бараме Гоце Арсов. Бидејќи само едно лице излегува неговиот број од фирмата, кој понатаму ќе се книжи и ќе се користи и за книжење и за други активности. Или ако имаме избор од повеќе, Гоце Арсов, Мирче Ѓурѓиев. Го бираме Мирче Ѓурѓиев. Работно место, магационер, место на патување, гостивар, задача, посета на саем. Не е битно, користи возило, например, Шкода Фабија КО
1, 2, 3, 4, АБ. Датум на враќање, ова, и земал аванс, например, 1500 денари. Печатиме, го имаме. Значи, фирмата која го праќа, лицето со сите елементи. Кога ќе имаме нова сметка, можеме на овие полиња да повикуваме, пошто бидејќи е едно, веднаш излегува Мирче Георгиев. Ако имавме втор човек, Гоце Арсов, работно место комерцијалист, место кај што патува Охрид, усогласување на состојба, користи возило, ајде, пак ќе пишеме Ауди ТТ и го праќаме Гоце Арсов. Кога ќе имаме следен патен налог, можеме да бираме лицата кои сме ги користиле. Еве го, Мирче Георгиев. Се излегува магацинер. Место на патување, Мирче патувал за Гостивар. Сега ќе го праќаме за Кичево. Задача. Подигање на роба. Користи возила. Тоа што има. Или имаме користените активности за Мирче. На стрелките. Значи, многу лесно се прави нов налог со подаци од предходните. Кај листата може да се вратиме на правото. Сега, Мирче Георгиев се враќа, ни дава патна сметка и вели, тргнал не во 8, туку тргнал во 7 и се вратил наредниот ден на 15. На 14. Во 18 часот. Автоматски се пресметуват број на часови и колку дневници има. Оваа дневница, овде кој ќе ја пишеме, односно кој ќе правиме нов налог, се зема последната дневница што сме ја ставиле. Значи, оваа вредност, ако сакаме да користиме, да смениме, например, пропишената е 1995 денари, или износот без данок, понатаму ќе го спомниме. Значи, овие вредности и цената на гориво се копират, се префрлуваат од претходното. Ќе се враќаме на првиот. Значи, Мирче Георгиев користи собствено возило, има дневници 3000 денари, поидовно место. Имаме избор овде во зеленото поле, или можеме од оваа листа да бираме. Еве, доста овде излегува Кочани. Ова е поидовното место. Кога ќе правиме следни налози, ова Кочани секогаш ќе се користи како поидовна релација. Оди за Гостивар. Ево Гостивар. Но се враќа преку Прилеп. И се прави километража. Значи, од Кочани до Гостивар е 180, од Гостивар до Прилеп е 108 и повратно од Прилеп до Кочани 141. Вкупно 249. Цена на гориво, например, 61,5. Користење на собствено возило, значи ќе му треба да му дадеме по пресметаната километража и цена на гориво, толку пари. Овие податци, износ без данок, данок и бруто, се чисто информативни. Ова 3500 ќе се користи, меѓутоа другите данокот и брутото се информативни за овој налог и инаку понатаму ќе видиме како при книжењето овие ќе се сметат на месечно ниво. Значи не се овде се само за приказ. И понатаму Мирче ни дадол и патарини потрошал, например
520 денари за патарини, за паркинг не се плаќа во Гостивар, но кевање имало едно од 650 денари, репрезентација не, гориво не ставил и овде можеме дополнителна сметка да ставиме, дополнителен трошок, ако има нешто. Значи, вкупно потрошил 170, да напоменеме за горивото. Значи, ако имаме собствено возило, не треба да книжиме за гориво. И обратно, ако имаме гориво, не треба да има собствено возило. Значи, тие две работи се исклучуваат. Сега, можеме овде да наново отпечатаме патната сметка, веќе се со пополнети комплетно податци. И колку имаме со земената контација или аванс, колку имаме за враќање, колку треба да му се даде или колку треба да врати. Ако взел повеќе пари, за исплата ќе биде со минус, значи ќе треба да врати долу. Значи, ова е за формирање. Ајде да ги досредиме и другите, бидејќи ќе ни требат за книжење. Одиме на второто. Овој користел Гоце Арсов исто по едно место кочани. Следниот пат ќе биде активно, бидејќи не го активиравме. Оди за Охрид 660. Овој користи друго гориво, например 68. Добро. Патарини 800. Мирче пак користи собствено возило од Кочани до Кичево. И се враќа преку Комадово. Така. И користи 61. Сега, како што е сега се дефинирано, значи ги имаме 2000 денари, 61,5, например, и Кочани, кога ќе правиме нов налог, овие вредности автоматски ќе се префрлат. Еве нов налог, еве Кочани, гориво, ова се префрлува, добро, треба и данокот и износот на дневницата. Сега вака. Ова ќе го избришеме. Гледаме дека многу лесно се формират налозите и лесно се раскнижуваат. Сега одиме на книжење. Се отвара друг екран. За тие што работат материјално веќе е познато шемата за книжење. Значи имаме букви кои означуваат одредени параметри. И имаме предложена шема и конта. Значи, у прв момент оваа шема се ја добивате, а ако треба може да си ја коригирате. Меѓутоа не ви препорачувам да коригирате, бидејќи некои работи се предефинирани. Има една колонка посебна, вели збир. Ако кликнеме за налог број, патен налог број 2, и ако кликнеме тест, овие конта за кои имат единица нема да се контират, иако имат вредности. Еве 2350 FP, P големо ни е данок. Иако пишува овде 744 нема да се контира. Бидејќи ова ќе биде контирање на месечно ниво, кој ќе се изврши комплетното контирање. Сега како се прави контирање? Контирањето мора да се прави месец по месец. Значи, нема смисла дневно контирање или повеќе месечно, бидејќи данокот за користење на собствено возило се пресметува на месечно ниво. Ќе ставиме налог рачно 50/0001, пример, и само одредуваме за кој месец. За четврти месец. Сите документи од четврти месец ќе се стават во тој налог. Кога ќе кликнеме контирање,
ги ослободува, ако треба да ги преконтираме. Ги контира сите 3 сметки. Имаме 3 сметки. Еве првата сметка, еве втората сметка, еве третата сметка. Значи се контират трошоците и обврските за дневници и други за гориво, за такви работи ще имаме внесено податци. После трите сметки по лица, значи за Мирче и за Гоце, се дефинират книжења за збирно, кумулативно по месец за даночната обврска. Основица, колку пари треба да му се префрлат и колку е данокот. Ова контирај тест раскнижи во финансии. Ова оди веќе по налог во финансии. Ако одиме во финансии, еве го раскнижено патните сметки 1, 2, 3 и даноците. Значи веќе ги имаме за четврти месец сите патни сметки раскнижени. Кога веќе го имаме ова, веќе можеме и во ЕПДД да формираме ЕПДД со комплетно средени податци за директно да се поднесат во ЕПДД во управа за приходи. По основ на даноците и патните сметки. Нето и бруто. Овде да напоменам дека овде имаме не подлежи 3500 и се користи Т1 и С18. Овде колоната, овде треба да видат единици, автоматски, бидејќи ќе оде преку трансакцијска. Ако треба да се плаќаат само даноци, ако се претходно исплатени преку друго, овде треба да се двојки. И понатаму XML и комплетно патните сметки се одат во ЕПДД. Тоа би било се за патните сметки. Ви пожелувам успех. И уште една ситница, за крај. Ако фирмата е поголема и ако имате повеќе деловни единици, можете патните сметки да пуштате посебна низа од патни сметки по деловни единици. Претходно што ги дефинирам. Значи, по табели деловни единици, овде може да ставите деловни единици и овде знак некој за секоја деловна единица посебно и тој знак ќе биде доделен кај патната сметка. Значи, секоја деловна единица ќе си има своја низа на патни сметки и своје друго појдено место. Може да биде деловната единица и дислоцирана во друг град. Ова би било се за патните сметки во земјата за службено патување.